Through the grace of God, we have met again to study the subject of the letter rain and of the loud cry. По Божја милост, повторно сме заедно за да продолжиме да ја проучуваме темата за позниот дожд и гласниот вик. Step by step, we are coming to the last moments of our meetings. Чекор по чекор се приближуваме до крајот на овие наши средби. And my desire is that you will continue to study the subjects and not stop here with the study. И моја желба и молитва е дека вие ќе продолжите да ги проучувате овие теми, а нема да застанете да запрете само со овие предавања. Sometimes when it's about dealing with spiritual subjects, people are stopping exactly where they should begin. Често кога се работи за духовни теми, луѓето запираат токму таму каде што треба да почнат. But I want to tell you that even if we have studied for a week, a full week, the subject of the letter rain and the loud cry, Но би сакал да ви кажем дека иако веќе скоро цела седмица ја проучуваме темата за позниот дожд и гласниот вик, we will have a lot of things to study about these subjects. ние ќе имаме и понатаму многу нешта за проучување на овие теми, Because these subjects are the present truth, бидејќи ова тема, овој предмет представува сегашна вистина. and we should study them and to know them better than other subjects. И за овие предмети треба да проучуваме и да ги знаеме многу подобро од било кои други теми. The last quote that we have read last night Последниот цитат кој што синоќ го читавме is found in Review and Herald, November 22, 1892. се наоѓа во списанието Преглед и гласник 22 ноември 1892 година. And in this article, Ellen White was saying that the time of test is just upon us. И во тој цитат, во тој напис на списанието, Елена Вајт ни кажала дека времето на проба е токму пред нас. And the reason for which they were tested is that the loud cry of the third angels has already begun. И причината зашто тоа било проба е затоа што гласниот вик на третиот ангел веќе започнал. And it has begun through the revelation of Jesus Christ. И започнал со откровението на Исуса Христа. So what we can understand is that when the revelation of righteousness of Christ shall be again presented to this church in a full measure by God, Оно што треба да го разбереме е дека кога пораката за Христовата праведност ќе биде повторно изнесена во целосна светлина на оваа црква од Божја страна, the loud cry will resume again, тогаш гласниот вик ќе продолжи одново and the time of test will be again upon the church of God. и повторно пред црквата Божја ќе се постави време на проба, на испит. And it's very important for us to study the signs of the times И за нас е многу важно да ги проучуваме знаците на времето and to see what happens in the world. и да гледаме што се случува во светот. Because, for example, Бидејќи, например, when the message of the righteousness by faith, the righteousness of Jesus, was given to the church, кога пораката за праведност преку вера, за Христовата праведност била изнесена, била дадена на црквата, in 1888 by Alonzo Trevier Jones and Elliot Joseph Wagner, преку во 1888 година, преку старешените Алонзо Тревиер Джонс и Елет Джозеф Вагнер, this had happened in the months of October and November 1888. Тоа се случувало, значи таа порака била изнесувана во месеците октомври и ноември 1888 година.
what is interesting, it is the fact that in December, the same year, Оно што е интересно е дека во декември истата година the United States Senate was trying to vote a law Сенатот на Соединетите Американски држави се обидел да изгласа, да протури еден закон, a Sunday law proposed by Senator Blair, еден неделен закон, предложен од страна на сенаторот Блер. So looking in our past history, we can see И така, наблюдувајќи наназад нашата историја од минатото, можеме да видиме that when the world or American government was trying to imply Sunday law in America, дека во времето кога владата на Соединетите Американски држави се обидуваше да наметне неделен закон во Америка, God was working in the church to bring the latter rain and the loud cry. во истото тоа време, значи Господ делуваше во црквата за да го излее позниот дожд и да ја предизвика, да го започне делото на гласниот вик. In December, Alonzo Trevier Jones was present in the United States Senate. Во декември, значи истата година, Алонзо Тревиер Джонс беше присутен во Сенатот на Соединетите Американски држави. And he presented the motives, the reasons for which Adventists are not agree with this kind of law. И таму ги изнесол сите аргументи и сите причини зашто адвентистите на седмиот ден не се согласни со изгласување на еден таков закон, на неделниот закон. He was not able to present his discourse from the beginning till the end continuously. Тој не беше во состојба да може од почеток до крај да ги изнесе сите овие негови излагања постојано без прекин. Because he often was interrupted by the senators. Затоа што често пати за време на неговото излагање беше прекинуван од страна на другите сенатори, That were asking him some questions. кои што во меѓувреме му поставуваа разни прашања. But his presentation, together with the questions of the senators, Но неговите излагања заедно со прашањата поставувани од страна на сенаторите were recorded, right hand, беа, значи, запишани as a manuscript, stenograph. стенографски, тој збор го барав. Okay. And it is available in English to be read, also in Romanian, but in English, for those who know English, you can read this book. И стенограмите, значи, од целата таа седница на Сенатот, на кој што настапувал и Алонзо Джонс, се достапни на англиски јазик во форма на книга, а постоел и романски превод. If it does not exist in Macedonian and you have the possibility to translate it, Ако не постои на македонски јазик, имате можноста да ги преведете. You should do it because you find in that book very good information and arguments. Тоа треба да се направи затоа што во таа книга може да најдете многу добри информации и аргументи, Showing why it is not good to have this kind of law. кои што покажуваат зашто не е добро да постои еден неделен закон. Okay, back to our presentation, I want to read Да се вратиме на нашето излагање, би сакал да прочитам what Ellen White had said 1 week later in November 29 in review, continuing the previous article started in 22 November. Да видиме понатаму, значи, што Елена Вајт напишала само една седмица подоцна на 29 ноември во истото списание, официјалното списание на Адвентичката црква Преглед и гласник, како продолжение на претходниот напис од 22 ноември. Значи, на 29 ноември 1892 година запишала:
или било објавено во списанието, Христовото откровение со помош на Светиот Дух им донесе чувство за разбирање на неговата сила и величество, и тие ги подадоа рацете кон него со вера, велејки верувам. Така беше во времето на раниот дожд, но позниот дожд ќе биде уште пообилен, Спасителот на човештвото ќе биде прославен и земјата ќе се осветли со светлите зраци на неговата праведност. Тој е изворот на светлина и светлина го осветлува Божиот народ од подотворените порти, за да може народот да го издигне во неговиот славен карактер пред оние кои се во темнина. So again, in this article, Ellen White is speaking about the fact that the light from the throne of God has been shining. Значи, во овој напис Елена Вајт повторно зборува за тоа дека светлина блескала или светала од Божиот престол. Until now, we have seen that Ellen White and Haskell understood the fact that God has already sent the loud cry. Досега забележавме, значи од вчерашното писмо, преписката помеѓу Елена Вајт и Хаскел, дека двајцата разбрале дека Господ веќе го имал испратено позниот дожд. But I want to show to you, Но би сакал јас да ви покажам, because maybe you can have questions about this, бидејќи можеби ќе ви дојдат прашање на ум во поглед на сево ова, that Ellen White and Haskell were not the only one who understood this thing. да ви покажам дека Елен Вајт и Хаскел не биле единствените адвентисти во тоа време кои што го разбрале ова нешто. In a review from November 29, in which you have here this quote, Значи во прегледот од 29 ноември, каде што бил објавен овој цитат, so in the same paper, the same magazine, во истото тоа издание и од на списанието, there is an article written by A.O. Tate, постои еден друг напис кој што бил напишан од авторот A.O. Tate, who was editor of Sign of the Times. кој што во тоа време бил уредник на списанието Знаци на времето, другото адвентистичко списание. And in this magazine he's saying this. И во тоа списание овој автор го изјавил следното: се појави вест, браќа и сестри, и минето неделниот број на прегледот не информира со речник кој не е несигурен дека гласниот вик е веќе започнат. Во скорешните сведоштва исто така ни се вели дека Светиот Дух чека на нашето барање и примање. Кој е тој што не може да види дека позниот дожд само што не се историл над нас во голема мера? And he continues, И потоа продолжува, во шаторот на сабота 26 беа презентирани два возбудливи и корисни говори од страна на старешината Алонзо Тревиер Джонс. Првиот се однесуваше на позниот дожд, споменат во Захарија 10.1, кој покажуваше дека како што беше започнал гласниот вик на третиот ангел, онака како што беше цитирано од сестра Вајт во незината статија во минато неделниот број на прегледот, исто така е време за позниот дожд. И сега црквата има одговорност и предност да бара од Бога дожд во ова време, а тој ќе создаде светли облаци и ќе излее обилни врнежи од духовни благослови, кои очекува да бидат излеани врз неговиот народ. Вториот говор се однесуваше на Христовата праведност, која христијанинот ја обезбедува со вера во него. Фактот дека постои еден кој ја има праведноста што законот ја бара и кој ни ја нуди нам под услов на вера, и фактот дека ние со сите наши недостатоци можеме да се сокриеме во него кој е совршен, и светлина, и сила, и во него да уживаме во присуството на Таткото, е изворот на најблагословената сигурност за верникот. И во двата случаја беше исполната целата сала, така што многу тешко можеше да се најде место.
Now, Tite is speaking about two sermons given by A.T. Jones on the Sabbath 26 November. Значи, овој автор Тейт зборува за две проповеди кои што биле изнесени од страна на Алонзо Джонс во саботата 26 ноември. And in these sermons, Jones was speaking about the outpouring of the latter rain and the presence of the loud cry. И во таа своја проповед, односно тие две проповеди, Джонс зборуваше за позниот дожд, за излевањето, значи, на Светиот Дух и за гласниот вик. Tate was making a report of these sermons because he was agree with what Jones was saying. На некој начин Тейт известуваше за содржината на овие две проповеди, односно го пренесуваше тоа што Джонс го проповедал во саботата во црква. What is interesting is what he said at the end of this quote. Оно што е посебно интересно се наоѓа на крајот од овој цитат is the fact that the church was full of crowded. Тука се вели дека црквата беше исполнета, целата сала, значи со луѓе. And very, very hard you can find a place to stay. И беше многу тешко да се најде место за стоење. Starting from the front, from the pulpit till the vestries. Значи почнувајќи од тука, да речеме, од катедрата, па до крајот, до зидот немаше место за стоење. The sermons were about Jesus Christ, who fulfilled the requirements of the law fully. Проповедта се однесуваше на Исуса Христа како целосно во својот живот ги исполнил сите барања на законот. And Jesus will offer to us his righteousness. И како Исус сака нам да ни ја додели таа негова праведност. On the condition of faith. Под услов на вера. That's why we have righteousness by faith. Затоа зборуваме за праведност преку вера или со вера. Because Jesus is offering to us what he has acquired, what he have. Бидејќи со тоа Христос нам ни го дава оно што тој самиот го постигнал, оно што тој самиот го има. Now, in November 1892, we have at least 4 people who believed that the latter rain was present and the loud cry was being manifested. Значи во ноември 1892 година до сега знаеме дека имало најмалку 4 кои што биле свесни дека гласниот вик веќе започнал и дека позниот дожд веќе почнал да се излева. Ellen White, S.N. Haskell, A.T. Jones and A.O. Tite. Значи, тоа биле Елена Вајт, S.N. Haskell, A.T. Jones и овој авторот A.O. Tate. 3 years after this article written in review, по 3 години откако бил објавен овој напис во списанието Преглед и гласник, Tite is writing to William C. White, the son of Ellen White. Овој истиот автор Тайт и пишува писмо до синот на Елена Вајт, William Clarence White, about those who are opposing the light. Во врска со сите оние кои што се противат на светлината. And I want you to read what he was saying then. И би сакал да ви прочитам нешто од она што тој тогаш го кажувал, го пишувал во тоа писмо. Значи, пишувајќи до синот на Елена Вајт, вели: брате Уајт, да ти кажам отворено, дека постојат значителен број на луѓе во Батл Крик, кои не гледаат светлина во оваа блажена вистина во врска со Христовата праведност, која надоаѓа на нас како поплава од благослови се од времето на одржувањето на Генерална конференција во Минеаполис во 1888-та.
На мнозина им недостасува токму тоа да ја искусат оваа вистина, заради тоа тие не се однесуваат едни кон други како кон браќа кои се откупени од Христовата крв. Ми се чини дека постои пречка во нашиот издавачки одбор за било каков поголем напредок во врска со разнесувањето на овие трактати и флаери на кои што посочуваш. Зошто такво нешто се случи едва и завчера. Брате Вајд, председавачот на издавачкиот одбор, ми се извинуваше за отфрлање на ракописот од братот A.T. Джонс, зашто на широко ми расправаше дека се подигнале толку многу предрасуди против него од страна на членовите на издавачкиот одбор кои действуваат овде во Батл Крик, така што било скоро невозможно да помине еден од неговите ракописи. Познато ти е дека издавачкиот одбор е дело на Генералната конференција. Да ти кажам, брате Вајд, целосно се уморив од луѓето кои ги попречуваат овие трактати и го успоруваат напредокот на веста. И мојот глас секогаш ќе се крева против таквата практика. Нашите издавачки куки имаат власт да вршат селекција помеѓу авторите и да ги издвојат ракописите за кои мислиме дека треба да бидат издадени, и потоа, откако ги имаме ракописите и ќе ги ставиме во раците на издавачкиот одбор, остануваат кај нив со месеци и месеци, за да на крајот добиеме спротивставени одлуки само заради неколку ситни и технички точки за праведноста преку вера или нешто слично. Now, I want we to stay here for some moments. Би сега тука да застанеме за неколку мига. Because there are some important things in what Tate was written there. Бидејќи постојат, треба да нагласиме неколку важни работи од ова писмо на Тейт до синот на Елена Вајд. He is saying that there are some peoples who do not understand and do not receive the light. Тој вели дека постојат некои луѓе кои што не ја разбираат и не ја примаат светлината. And those people who were opposing to the light were people who were studied about this light and believing in it, some of them from 1844. И дека некои од овие луѓе кои што се противат на вистината биле луѓе кои што имале долгогодишно искуство, проучувале, проповедале на вакви теми, некои од нив дури биле пионери од уште од 1844 година. One of them, for example, was Uriah Smith. Еден од нив, например, бил токму познатиот Урија Смит. So, knowing this fact, we should be careful in regard to what our preparation is in regard to receiving the latter rain and the loud cry. Знаејќи го ова, треба да бидеме многу внимателни околу прашањето во што се состои нашата подготовка за примање на позниот дожд и оспособување за гласниот вик. Because we have no assurance that we will receive the latter rain when it falls again. Затоа што однапред не постои никаква гаранција дека ние лично ќе го примиме позниот дожд тогаш кога ќе почне да се излева повторно. And if you are looking to this report, Tate is saying, и ако го разгледате малку подлабоко овој извештај, Тейт вели that they were not treating each other as brethren. Дека во тие тогашни конфликти луѓето не се третирале едни со други меѓу себе како браќа. And in this issue you can understand if we are prepared for the latter rain. И само од овој аспект можеме за себе си да разбереме дали ние лично сме подготвени да го примиме позниот дожд. Are we treat each other as brethren? Дали ние се третираме меѓу себе едни со други како браќа и сестри? Are we treat each other as a purchase of the blood of Jesus Christ? Дали се третираме едни други меѓу себе како нешто за што Христос платил и не откупил?
Because it seems, looking here, that when the message of the righteousness of Christ was preached in the church by God's messengers, Бидејќи како што гледаме тука, тогаш кога пораката за Христовата праведност била проповедена во црквата преку овие Божји гласници, a spirit of opposition started to be manifested. веднаш потоа се проявил еден дух на опозиција или противење на светлината. And the question is, why? И прашањето е зошто? Why we have opposition to the light in the church of God? Зошто се појавила опозиција против Божјата светлина во Божјата црква? Considering the fact that when light is coming, Знаејќи дека секогаш кога доаѓа светлина до црквата, brings with it many new good things, not bad. секогаш секоја нова светлина која доаѓа до црквата носи со себе многу благослови, многу добри нешта, а не нешто лошо. The light is sent in our behalf, not against us. Светлината се праќа за наше добро, за наш благослов, не е за да ни наштети. So, if the light of the righteousness of Christ, righteousness by faith, was sent to the church, Значи, ако оваа светлина, светлината за Христовата праведност, праведноста со вера, и била испратена на црквата, why do we have opposition to the light and to the messengers? зошто постои опозиција против светлината и против гласниците? Somebody asked me this week about this fact. Некој ме запраша оваа седмица во врска со овој факт. I want to read together some verses from the Bible to have the answer for this question. Бих сакал заедно да прочитаме некои стихови од Библијата за да добиеме одговор на ова прашање. Hebrews chapter 11 verse 4. Ќе отвориме во посланието до Евреите 11 глава и ќе го прочитаме 4 стих. Евреите 11:4. Со вера Авел му принесе на Бога подобра жртва од Каиновата. Преку неја тој доби сведоштво дека е праведен, бидејќи Бог посведочи за неговите дарови. Преку неја, иако мртов, тој уште зборува. So we have two brothers, Во овој пример гледаме двајца браќа, members of the same church, членови на истата црква, members of the same family, на истото семејство, who are worshiping to the same God, кои што се поклонувале на истиот Бог. we have one angry on the other. Но гледаме едниот брат бил гневен на другиот. And the question is, why? И прашањето е зошто? The answer is given by Paul in this verse. Прашањето ни го дава апостол Павле токму во тој стих. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Со вера, Авел му принесе на Бога подобра жртва од Каиновата. Why the sacrifice of Cain was more excellent than that of Cain? Зошто Авеловата жртва била многу подобра од Каиновата? Why? Зошто? We need to find the reason. Треба да откриеме причината. By faith. Because it was brought by faith. Затоа што Авел својата жртва ја принел со вера. Are you agree? Се согласувате со ова? But tell me, Во ред, но кажете ми. when Cain came with this sacrifice, he did not believe that he will be forgotten. Но кажете ми го сега ова. Кога Каин дошол со својот принос, зарем тој не верувал дека
ќе му биде простено? Did he not believe that his sacrifice will be received? Зарем тој не верувал дека неговата жртва ќе биде примена? Okay, so also Cain had faith. Значи и Каин имал вера. So, sacrifice of Abel is received because he had faith. Значи, Авеловата жртва била прифатена затоа што Авел имал вера. But if we are thinking a little to what happened, we also understand that Cain had also faith. Но ако малку поразмислиме за тоа што се случило, ќе заклучиме дека и Каин имал вера. Which is the difference between the faith of Abel and the faith of Cain? Што е разликата? Во што се состои разликата помеѓу Авеловата вера и Каиновата вера? Because it is clear that both of them have a faith, a kind of faith. Бидејќи јасно е дека и двајцата имаат некаква вера. But God received one faith and rejected the other. Но Господ ја прифатил едната вера, Авеловата, а ја отфрлил другата, Каиновата. Why? Which was the Зошто? difference between these Во two што faiths? било разликата помеѓу овие две вери? No, one sister said, the faith of the one who was mixed with obedience. Obedience. Немаме време за реферати, значи само го преведов тоа што го кажа преска. Okay. Let's take in consideration one thing. The other brother said that the one faith was deficient. It was partly. Righteousness by faith Праведноста преку вера is righteousness obtained by faith in the things promised by God. Праведноста преку вера представува праведност која што се стекнува со вера во она што Бог го ветил. Вера во Божите ветувања. If I have faith in the things or the promises that God did not make, I don't have faith. Ако верувам во нешта кои што Бог не ги ветил, тогаш јас немам вера. I want here to understand because it's very important. Ова би сакал посебно да го разбереме, бидејќи е многу важно. Because we can be Cain or Abel. Бидејќи и ние може да бидеме во случајов или Каин или Авел. So the only faith that brings righteousness being accepted by God Значи, единствената вера која што произведува праведност, нешто што Бог го прифаќа, is the faith who believes God's promises and actions. е онаа вера која што верува во Божите ветувања и во Божите дела. When God has established the system of sacrifices after the fall of Adam and Eve, Кога Господ го воспоставил церемонијалниот систем на жртвување по падот, по гревопадот на Адам и Ева, He was very clear about the sacrifice. Who shall be sacrificed? Господ бил многу јасен во поглед на жртвите, што требало да се жртвува. Cain believed that God shall pardon him, forgive him, if he brings an obedience after his will. Каин верувал дека ќе му биде простено, дека ќе биде прифатен од Бога, ако покаже или манифестира послушност според својата, според неговата волја. Abel was listening to God and was given a sacrifice from his sheep. Меѓутоа, Авел бил послушен на Бога на тој начин што принел жртва од своето стадо, од своите овци. His brother had a different faith. Неговиот брат пак имал поинаква вера.
he did not have faith in the promises of God. Затоа што тој немал вера во Божите ветувања. He had faith in his power and in his work. Тој имал вера во својата собствена сила и во неговите лични дела. Now again, the real faith that brings us righteousness Уште еднаш, вистинската вера која што ни носи праведност is the faith that is based on the promises of God. Е онаа вера која што е заснована на Божите ветувања. The faith which is not based on the promises and the words of God is not faith, and we are not living a religion, a real one. Верата па која што не е заснована на Божите ветувања, тоа не е вера. Тоа не е вистинска религија. I had the discussion with a guy, an Adventist guy, 2 weeks ago. Пред 2 седмици имав една дискусија со еден адвентист. And he told me that he was in visit in Jerusalem. И тој ми рече како бил во посета на Ерусалим, to take part of some festivals there. Каде што зел учество во еден фестивал што се одржувал таму. And he said to me, И ми рече, Paul, the people there were very happy, they were dancing. Луѓето што ги видов таму беа многу среќни, сите танцуваа. When they worshiping, they were dancing. Додека, значи, богослужеа, танцуваа. You must know that dancing is not a problem because we see the dance in the Bible. И треба да знаеш дека танцот не е никаков проблем, затоа што гледаме примери на танц и во Библијата. You must know that this problem is a cultural problem. Треба да знаеш дека овој проблем представува културолошки. We Romanians are not dancing because of our culture. Ние романците не танцуваме во богослужение затоа што таква е нашата култура, нашето наследство. But they, because they have a different culture, a correct one, they are dancing when they are worshiping. Но тие имаат поинаква култура, he said correct, yeah, correct religion. Демек тие имаат поисправна култура и затоа користат танц во своите богослуженија. And I believe that we can dance when we are worshiping. И јас верувам дека и ние можеме да танцуваме за време на нашите богослуженија. Because the problem is only cultural. Бидејќи проблемот е само културолошки. Now the question is, но сега се поставува прашањето. This guy is right in his opinions? Дали овој адвентист е во право во своето размислување? And I'm sure that in some circumstances when I ask this question, the church can be split in two. One agree, one does not agree. И јас сум сигурен дека зависно со ситуацијата кога би поставил вакво прашање, црквата можеби ќе се подели на два дела. Едни ќе се согласат да, други ќе речат не. But I won't ask you because maybe it will be the same here. I won't ask you because maybe it will be the same here. Но јас нема да ви го поставам тоа прашање, за да не се случи и тука таква поделба. I ask you something else. Но затоа ќе ве прашам нешто друго. Where in the Bible it is written that we must dance in worshiping? Каде во Библијата стои запишано дека треба да танцуваме за време на богослужение? Where? Каде? Nowhere. Никаде. And now, if nowhere in the Bible God asks us to do so, значи ако никаде во Библијата Господ не бара од нас такво нешто, and we through faith do so, и ако ние со вера постапуваме така, what's next? што следи понатаму? You understand? Разбирате? We shall not emphasize the things that were not asked by God. Не треба да ги нагласуваме оние нешта кои што Господ
не ги споменал или не ги побарал од нас. Because if we emphasize the things that God have never asked us to do, Затоа што ако го нагласуваме тоа што Господ не го побарал од нас да го правиме, we don't have a correct form of religion. немаме исправна форма на религија. And you can take this principle from dance. И можете да го користите овој принцип не само на примерот на танц, Or from the experience of Abel and Cain, или да го примените на случајот со Авел и Каин, and bring it to other things that we done or we are not doing in the church. и можеме да го примениме на многу други нешта кои што или ги правиме или не ги правиме во црква. Because we must have faith only in the things spoken or asked by God, Затоа што ние треба да имаме вера само во она нешто кое што Бог јасно го кажал или го заповедал, and not in our inventions. а не во нашите иновации, например, ракоположување на жени за проповедници. Remaining at this subject, why there is strife between brothers, when the light of the righteousness by faith is coming. Remaining at the question, да. why we have strife. Значи, во контекст на целата оваа дискусија околу тоа зошто се случуваат конфликти помеѓу браќата, секогаш кога доаѓа некоја нова светлина од Господа. I want you to pay attention to a passage from the Bible written by Paul in Galatians chapter 4. Би сакал да ви го обрнам вниманието на еден текст во Библијата, кој што апостол Павле го запишал во посланието до Галатјаните 4 глава. Galatians chapter 4 verses 28 till 30. Галатјаните 4 глава од 28 до chapter 4, right? Chapter 4, 28 to 30. До 30 стих. Од 28 до 30 стих. Вие пак, браќа, сте како Исак, чеда на ветувањето. Но како што тогаш, оној што се роди по тело, го гонеше родениот по дух, така е и сега. А што зборува писмото? Истереја робинката и синот нејзин, зашто синот на робинката нема да биде наследник заедно со синот на слободната. Just a second, okay? Batteries. Okay. Now, if you look to verse 28, Ако го погледнете уште еднаш 28 стих, you can see that Paul is comparing some things. ќе забележите дека апостол Павле споредува две нешта. It is comparing Isaac with those who have faith, Го споредува Исака со сите оние кои што имаат вера, and his brother Ishmael with those who do not have faith. а аналогно на тоа, брат му Исмаел е праслика на сите оние кои што немаат вера. And he said that those who have faith are from promise. И вели понатаму дека сите тие кои што се од верата, кои што имаат вера, се деца на ветувањето. Now look again to verse 29. Погледнете го уште еднаш 29 стих. But as then, Но како што тогаш, the same is today as then, значи истото е и денес како што било тогаш. as then he that was born after the flesh Но како што тогаш, оној што се роди по тело, persecuted him that was born after the spirit. го гонеше оној кој што беше роден по дух. So, the fight in the church, in the family, Значи, конфликтот што постои во црквата или во рамките на едно семејство, in regard to righteousness, секогаш кога е во прашање праведноста, it is very clear. е
многу јасен. It is between those born from promise Конфликтот секогаш се одвива помеѓу оние кои што се родени од ветување and those born after the flesh. и од друга страна оние кои што се родени по тело. Now let's go to Cain and Abel. Да се вратиме уште еднаш на Каин и на Авел. Who was fleshly? Кој од нив двајцата бил телесниот? Cain. Каин. Agree? Согласувате? So, he was fleshly and he tried to worship God. Тој бил телесен, а сепак се обидел да му служи на Бога. The result Сакал да му служи на Бога. is that God did not receive his worship. Резултатот бил Господ не го прифатил неговото служење, неговото богослужење. Now, let's go to my friend about I have told you that he was in Jerusalem. Да се вратиме на примерот на мојот пријател за кој што ви споменав, оној што го сака танцувањето, што бил во Ерусалим. When he said that he wants to dance, to worship God and please God, Кога тој вели дека сака да танцува за време на богослужение и на тој начин да му служи на Бога, is he showing a born from spirit or a born from flesh? што покажува тој на тој начин? Дека е роден од духот или дека е роден по тело? Who wants to accomplish things that God does not ordain? Кој е тој што сака да го прави она што Господ не го побарал? The spirit or the flesh? Духот или телото? The flesh. The same way with Pharisees. Истото е случај и со фарисеите. They were very religious. И тие биле многу религиозни. And their flesh was pushing them to do things that God did not ordain. И нивното тело ги терало, ги влечало да прават работи кои што Господ никогаш не ги побарал. While their flesh never said to them, pay attention to love, pay attention to kindness. Нивното тело, односно нивната грешна природа, никогаш од нив не побарала да се насочат кон љубовта, кон милоста. I have told you these things because you must be very careful in regard to the flesh. Ви велам овие работи за да бидете многу внимателни кога се работи за телесните желби. Flesh will push you to do spiritual things. И телото, значи, може да ве натера да правите духовни работи, духовни дела. Flesh will push you to worship in some ways. И телото, значи, може да посакува богослужение, ама на некаков специфичен начин. Flesh will push you to do outreach. И телото може да ве натера да мисионирате. I invite you to open the book of John. Ве повикувам да отвориме во Евангелието по Јован. And I want to read chapter 1. И во Евангелие по Јован да прочитаме еден текст во првата глава. Verses 12 and 13. 12-тиот и 13-тиот стих. Значи Јован прва глава, 12-тиот и 13-тиот стих. Please be very paying attention to these two verses. Ве молам бидете многу внимателни во читањето на овие два стиха. Значи 12 и 13 стих. А на сите што го примија, на сите што веруваа во неговото име, им даде моќ да станат чеда Божии, кои не по крв, ниту по желба на телото, ни од похот машка, туку од Бога се родија. Now, what you understand from these two verses? Што разбирате од овие два стиха? Please, who are the sons of God? Кои се чедата или синовите Божии овде? Verse 12. 12 стих. As many has received him.
Сите оние кои што го примија Христа. Agree? Се согласувате? So, all those who received Christ are God's children. Значи сите оние кои што го примаат Христа се Божји деца. All? Сите? You are agree? All. Сите. Значи се согласувате дека се сите. All those who receive God are God's children. Сите оние кои што го примија Исуса Христа се Божји деца. But John is not stopping here. Но Јован не застанува тука. He explained what means to receive Jesus. Сега тој објаснува што значи да го примиш Христа. He said so. И вели вака: Which were born сите оние кои што беа родени not of blood. не по крв. So they were not born in the religion of Christ. Значи, тие не биле родени во Христовата религија. When his parents gave birth to him and he was starting to be alive in this world, in a church, Кога неговите родители, значи, го родија и кога тој почнал да живее како човек во овој свет, во неговата црква, he did not receive Jesus. значи, тогаш кога се родило тоа бебе, телесно, тогаш не го примило Исуса Христа, иако се родило од верни родители, растело во Божјата црква и така натаму. So our birth in one religion does not give us the religion. Значи, нашето раѓање во некоја религија не ни ја дава само по себе таа религија. If I am born in the Adventist church, Ако јас сум, например, роден во адвентистичка црква, I'm not an Adventist. тоа само по себе не ме прави адвентист. So, which were born not of blood, Значи, сите оние кои што не се родени по крв, that now is very important, и сега е многу важно, nor of the will of the flesh. ниту по желбата на телото. So according with these words of John, Значи, според овие зборови на апостол Јован, there is a will of the flesh to be born again. постои и телесна желба за новораѓање. It is something in me, in my flesh, who say to me, be born again. Значи, постои нешто и во моето тело, во мене, кое што ме потикнува да бидам наново роден. But those who received Jesus Но оние кои што го примија Исуса, were born again not through the will of their flesh. сите тие биле наново родени, но не според желбата на телото. Now, again, with much attention to what's next. И сега да обрнеме многу внимание и на следното. Nor of the will of men. Ниту од похот машка. So again, Одново, some can be born again by the will of men. значи, некој може да биде и наново роден според похот машка. But of God. Според човечка желба, значи, туку сите тие од Бога се родија. Now again, Уште еднаш. those who received Christ, all those who received Сите Christ, оние кои што го примија Христа are children of God. се Божји деца. And these are born И сите тие се родени by God. од Бога. Not by their will of the flesh, Не од нивната телесна желба, not by their blood, не од нивната крв, not by others, или според желбата на другите, but by God. туку од Бога се родија. Now tell me,
Сега кажете ми, when we are coming in this world, кога доаѓаме во овој свет, how do you name this process of coming in our world? We are coming in this world as children. How do you name this process? како го нарекувате процесот на нашето пристигнување во овој свет, како деца, како бебиња? Birth. Birth, but is not the word that I want to hear from you. Да, раѓање, меѓутоа тоа не е зборот што сакам да го чуем од вас. Каков друг збор може да? Na. Како? Think higher, higher. Размислете малку повисоко, повисоко. Will of man. Will of man. Okay, not neither this. Ништо од сето ова. Олгица што рече? Добро, некој се роди во џунгла кај што нема изводи и држави. My dear brothers, don't speak think. Only one word I need, not many. Драги браќа и сестри, не зборувајте, само мислете. Ми треба само еден збор, не многу зборови. Only one. Значи, they ask me to repeat a question. Yes, the question. I will repeat it. Ајде го повториме прашањето. How do you name the process through which we are coming in the world? Како го нарекувате процесот преку кој ние доаѓаме во овој свет? Дали, например, размножување? Is it procreation? It is it's not procreation. Не, Okay. не е ни размножување. We can cut 3 letters from what the brother said, and we remain with the word. Creation? Yeah. Добро, значи он го барал создавањето, процесот. The word Вика is создавањето. creation. Создавање. Го барал тој збор. We are not coming in this world because mother and father want us to be in this world. Значи, ние не сме дошле во овој свет затоа што мама и тато сакале да дојдеме во свет. We are coming into this world because God agree with their wish, Ние сме во светот затоа што Господ тоа го дозволил and He created us in the womb of our mothers. и нас не создал, Господ не создал во утробата на нашите мајки. It is creation. Тоа се вика создавање. So being born in this world means to be created by God. Значи, да се биде роден во овој свет, значи да се биде создаден од Бога. Do you think that God created Adam and Eve and He stopped creating? Дали мислите дека Господ ги создал Адам и Ева и потоа престанал да создава луѓе? No. Не. We are the work of God through creation. Сите ние сме дело на Божјо дело преку неговото создавање. So, if our birth and inception is creation, Значи, ако нашето раѓање или целиот процес уште од зачеток се вика создавање, to be born of God, what it means? што значи тогаш да се биде роден од Бога? Значи, нашето телесно раѓање значи да се биде создаден од Бога. А што значи да се биде роден од Бога? To have a spiritual connection with It God. means creation. И да се биде роден од Бога значи исто така создавање. Because if it is only something in regard to God, something that I do for God, that I love God, Бидејќи ако сето тоа е само нешто во врска со Бога, например, нешто што го правам за Бога, или тоа што го љубам Бога, it is nothing more than Cainism. тоа само по себе не е ништо повеќе од она Каиновото.
кај новата вера или кај новиот To принос. be born again means that God is creating in us a new being. Да се биде наново роден, значи Господ во нас да создаде ново битие. That's why we fight one with each other. Затоа ние се бориме едни против други. Because the people are not receiving the righteousness by faith truth, Затоа што луѓето не ја прифаќаат, не ја примаат сите праведноста преку вера, because they are not agreed to be burned again. затоа што сите не се согласуваат со тоа да бидат родени одново или наново родени. They want some improvements. Туку сакаат само некои корекции, некои поправки во својот религиозен живот. They want to create a good impression for those who are near them. Би сакале, например, да направат нешто за да остават добар впечаток во очите на другите луѓе, на оние кои што се околу нив. To be appreciated with their holiness. За да бидат ценети и почитувани заради нивната светост. To be more good than the others. Или за да постигнат да бидат подобри од другите луѓе. More full of pity. Да бидат со милост, сочувствителни кон другите. So involved in the church businesses. И некои значи имат мотив да работат повеќе во црковните активности. But they do not want to die and be recreated. А сепак сите некои од нив, значи кои што би сакале сето ова, не се согласни да умрат за да бидат повторно создадени. Because they want to remain the same person with improvements in character, life and conduct. Затоа што сакаат да си останат истите личности, само со некои поправки, со некој напредок во нивниот живот, во нивниот карактер и така натаму. A sister in the past told me, or she asked me, I don't know exactly, told me or she asked me, Една сестра во минатото, не сеќам дали ме прашала или ми рекла, but if I die and Christ lives in me, I lose my personality. но ако јас умрам и Христос живее во мене, ќе ја загубам мојата личност. And it was a shock for her to lose her personality. И за неја било шокантна самата помисла да ја загуби собствената личност, своето јас. That's why we have fights about righteousness by faith. Затоа секогаш постојат конфликти околу прашањето за праведност со вера. Because righteousness by faith, the message of the true witness, Затоа што праведноста со вера, пораката на вистинитиот сведок, when it is received, кога ќе биде примена, transforms, creates. таа порака преобразува или создава. Creates a new being. Создава ново битие. All things are past, all Бидејќи things are coming new. Старото помина и ете се ново настана. I'm not living, Christ lives in me. Повеќе не живеам јас, значи мојата личност, туку Христос живее во мене. I am not, it is Jesus. Јас не сум, туку е Исус. Now consider that this thing happens to Yanni. Да речеме ова се случува во Јани. He receives righteousness by faith. Тој ја примил праведноста со вера, He's dead, Jesus lives in him. тој е умрен и Исус живее во него. And I am Paul, and I want to speak sermons better than Yanni. А јас сум Паул и јас сакам да имам подобри проповеди, да ви зборувам подобри проповеди од Јани. Now tell me,
Сега кажете ми, If Yanni is dead and Christ lives in him, to whom am I comparing myself? ако Јани е мртов и Христос живее во него, тогаш со кого јас се споредувам? With Christ. Maybe we'll say with Christ, Може би ќе речеме со Христа, but Christ won't compare with anybody. но самиот Христос нема да се спореди со никого. He does not have comparison, Тој не се споредува. and he knows this. И тој го знае ова. So, when I don't have somebody to compare with, Значи, ако јас немам никого со кого би се споредувал, because he is not trying to be better than me, бидејќи тој не се обидува да биде подобар од мене, he is. тој е, He's not trying to speak better than me. тој не се обидува да зборува подобро од мене, He speaks because Christ speaks through him. туку тој зборува затоа што Христос зборува преку него, I will begin to be angry on him. тогаш јас ќе почнам да се гневам против него. And that's why righteousness by faith brings strife. И затоа оваа тема праведноста со вера носи конфликти. Remember please the quote that we had read yesterday. Запаметете го цитатот кој што го читавме вчера. Christ comes to be admired in those who believe. You understand? Yeah. We don't have it. Okay. I try to find it, but no. So Christ comes Da. to be admired in those who believe. Значи, can you find? No. Okay, it's here. Christ is coming to be admired in them that believe. Реду. Христос доаѓа да биде обожуван во сите оние кои веруваат. This is righteousness by faith. Ова е праведност со вера. Christ admired, Христос да биде обожуван. not I because I have Christ. Не јас да бидам обожуван затоа што го имам Христа. Not I because I'm a good person. Не јас да бидам обожуван затоа што сум добра личност. Not I because I'm a Seventh-day Adventist. Не јас затоа што сум адвентист на седмиот ден. Not I because I believe the truth. Не јас затоа што верувам во вистината. Righteousness by faith means that Jesus is seen and I never. Праведност со вера значи Христос да се гледа, а не јас никогаш. Now, let's read the next quote that we have prepared. Да го почитаме следниот цитат што го подготвивме. Okay, the next one, Ellen White, to those assembled. Целата земја треба да биде осветлена со славата на Божијата вистина. Господ нема да го заврши времето на милост, се додека веста на предупредување не се изнесе многу повпечатливо. Трубата мора да труби со сигурен звук. Божиот закон треба да биде воздигнат. Неговите тврдења треба да бидат представени во нивниот вистинит свет карактер. Луѓето мораат да бидат донесени пред одлука да одлучат или за или против вистината. И покрај тоа работата ќе биде прекината во праведност. Веста за Христовата праведност треба да се разгласи од едниот до другиот крај на светот. Ова е Божјата слава која ќе го заврши делото на третиот ангел. Дали луѓето во Батл Крик спијат, дали се парализирани, дали светлината која блеска со нови и појасни зраци зрак по зрак, ќе ги размрда да делуваат. Without accusing somebody with wrong intentions, Значи, без да обвинуваме никого дека има погрешни намери, I want to tell you what happened in the past with me. би сакал да ви кажам што се случило во минатото со мене. Starting with the 5th grade in school, Почнувајќи со петтото одделение, кога бев на училиште, I began to be delighted in reading books. почнав да уживам, да сакам да читам книги. And I was planning to read the Bible. И планирав уште тогаш да ја читам, да почнам да ја читам Библијата.
And after some time I took the Bible and I began to read it. И по некое време ја зедов Библијата во раце и почнав да си ја читам. I tried to read it 3 or 4 times, Се обидов да ја читам 3 или 4 пати, but I always stopped to Leviticus. и секогаш запнував, застанував во Левитската книга. I tried to read the Psalms, but I couldn't. Потоа ќе се обидев да ги прочитам сите псалми и немаше да успеам. I tried to read the Gospel, but I couldn't. Се обидев да ги читам сите Евангелија, но не можев. And I was trying again from the beginning. И се обидував одново и одново. Now, it is clear, God was searching for me. На некој начин е јасно дека Бог трагал по мене. But in the first year of high school, Со други зборови се обидувал да го допре моето срце. Но во првата година од средно училиште, in the summer between the first and the second, летото, значи за време распустот помеѓу прва и втора година средно, I decided to study the Bible again. тогаш донесов одлука повторно да ја читам и да ја проучувам Библијата. And in the second year in high school, I read studying the Bible from Genesis to Revelation. И дури во втора година средна успеав да ја прочитам цела Библија, од Битие до Откровение. I began to go in the Adventist church, Почнав да ја посетувам Адвентистичката црква and I was taught by people from the Adventist church. и почнаа да ми држат библиски часови, да ме поучуваат луѓето од Адвентистичката црква. What do you think they taught me? Што мислите дека ме научиле сите тие? Послушност кон законот, вели Борче. They spoke with me about Sabbath, Значи, ме поучуваа во врска со саботата, They taught me about clean and unclean food. ме поучуваа во врска со чиста и нечиста храна, They told me about the prophecies from Daniel. ме поучуваа за пророштвата од книгата на пророкот Данијел. And I said, that's correct. И јас си велев, па сето тоа е во ред. Сето тоа е вистина. That's the path. That's the way to redemption, to salvation. Тоа беше, си велев, значи тоа е патот, начинот за спасение. That's God's church. Бидејќи тоа е Божјата црква. Have I misunderstood Дали погрешно сум сватил that this is God's church? дека ова е Божја црква? No. Не. But I discovered myself being born by the will of my flesh and by the will of my brethren. Но јас открив дека всушност сум бил роден според желбата на моето тело и според волјата на моите браќа, значи на другите луѓе, But not of God. а не од Бога. I was serving the Lord in the flesh. Му служев на Бога, ама во телото. I was preaching for Him in the flesh. Ја проповедав за Него, ама телесно. And I discovered that the message of Christ's righteousness was never presented to me. И открив дека пораката за Христовата праведност никогаш не ми била представена или изнесена. Никогаш. And because those who were teaching me in the past did not present to me the message of righteousness of Christ, И бидејќи оние кои што ме поучуваат тогаш, значи во минатото, никогаш не ми ја изнесоа пораката за Христовата праведност, I was not able to communicate it to others. ни јас самиот не бев способен да можам да им ја пренесам таа порака на другите. It was necessary that God brings me in a moment in which I was saying, Беше неопходно Бог да ме доведе еден момент до таму да
почнем да си велам, this is not the way. дека ова не е начинот, ова не е патот. Because my life knows only improvements. Затоа што во мојот живот јас гледам само поправки, само корекции, It is not something new. а не е нешто ново. Како што вели Павле, се ново настана. It is only improvements of things. Туку само Improvements, поправки и подобрување на нештата во мојот живот. improvements in conduct. Подобрување на моето однесување. Improvements in speech. Подобрување на мојот говор. But inside Но внатре, was the same man. внатре си беше истиот стариот човек. And it is very hard to renounce to the man which is inside. А можно е тешко да се откажете од човекот кој што е внатре во вас, стариот човек. The message of Christ's righteousness, as is written Пораката, here, пораката за Христовата праведност, како што е тука представено, is to sound from one end of the world to another. треба да се разгласи од едниот до другиот крај на светот. This is the glory of God. Ова е Божјата слава. Where do you see here the glory of the church? Каде ја гледате тука славата на црквата? Where do you see here the glory of your improvements? Каде ја гледате тука вашата слава заради вашите подобрувања, заради вашиот напредок? There is no Не, one. не постои такво нешто. It is only Jesus Тука го гледаме само Христа, which the world must see in me and in this кој church. што светот треба да го види во мене, во тебе, во црквата. Do you know, today had happened something interesting. Дали знаете дека денес се случи нешто интересно? I was with one of your pastor to some shops in Јас the city. со еден од вашите пастори бев ги разгледував продавниците за шопинг во вашиот град. And the guy from one shop asked your pastors, И еден во продавницата еден човек го запраша вашиот пастор how does evangelizing work is going in the world? како се врши делото на евангелизирање во светот. You understand? I don't know if it is a religious man, it is not. Yes. It's a member of another church, it is not. We don't know this. Не знаеме дали тој човек беше религиозен, дали беше член на некоја црква или не знаеме со сигурност. But you have one people in this city which you can work. Но ете, постои еден човек во вашиот град со кој може да се работи. His question is interesting. Неговото прашање е интересно. How the outreach is working, is going. Значи, како напредува делото на мисионство, на евангелизирање? And the answer was, И одговорот беше it works, дека оди некако, but can be improvements to the work. но Yeah, треба right? да Something like that. има место за подобрување. Maybe you will find, you will listen this experience into your language directly, because I'm the second. Okay, yes, but the answer, Ако it is сте- working, but it needs improvement. Значи, се работи на тоа, но има место за поправки, за подобрување. It's challenging for you and also for me, Но и за мене и за тебе представува предизвик, because if we come with improvements to our outreach, затоа што ако работиме само на подобрување во нашето мисионско дело, we won't accomplish anything, нема да постигнеме ништо. because the world is changing and becoming more and more secular. Бидејќи и светот се менува постојано и се повеќе се секуларизира
And in order that our outreach to catch them, и за да можеме да допреме до луѓето во светот по мисионски пат, it means that we must adapt our works, our outreach to their needs, тоа значи postmodern needs. дека треба да ги прилагодиме нашите методи на мисионство на нивните грешни потреби. And doing so, we are not improving, И ако така правиме, ние не се подобруваме. even if we get some people to come into the church. Дори ако успеваме на тој начин да привлечеме некои луѓе да доаѓаат во црква, But we are going down. туку и ние тонеме заедно со светот. So you do not need improvements in your work of outreach. Затоа во вашето мисионско дело не треба да има подобрување. Do not forget the red passages from this quote. Оно што ви е потребно е да не го забравите црвениот дел од овој цитат. The work will be cut short in righteousness. This is Romans 9:28. Значи, ова е еден цитат од Римјаните 9:28, дека работата ќе биде прекината во праведност. The message of Christ's righteousness is to sound from one end of the world to another. И дека веста за Христовата праведност треба да биде разгласена од едниот до другиот крај на светот. So what we shall preach starting with today? Значи, што е тоа што треба да го проповедаме почнувајќи од денес? The message of Christ's righteousness. Веста или пораката за Христовата праведност. But this message was brought to the church in 1888. И оваа порака и била донесена на црквата во 1888 година. In order to preach it to others, За да може да ја пренесат на други, you must find it for yourself. за да можеме ние да ја пренесеме таа порака на други, треба прво ние самите да ја примиме. Because the loud cry Бидејќи гласниот вик began through the revelation of the righteousness of Jesus. Гласниот вик на третиот ангел започнал преку откровението на Христовата праведност. And we must know what righteousness of Christ means, И ние треба да знаеме што представува Христовата праведност. not using our words and our wisdom, Не со користење на нашите зборови и нашата мудрост, but looking for this message of righteousness as was given in 1888. туку наблюдувајќи, гледајќи оваа светлина за Христовата праведност, така како што била представена и изнесена 1888 година. Now, we will read another quote and we will close. Ќе прочитаме уште само еден цитат и ќе завршиме. In unpublished manuscript written by G.B. Starr, Во еден ракопис напишан од еден адвентист G.B. Starr, entitled in the beginning 50 years with one of God's seers, значи еден ракопис на овој брат G.B. Starr, кој што не бил објавен како книга, and then re-entitled и кој што тој самиот го насловил 50 години со еден од Божите пророци, или повторно го насловил и го променил насловот на тој ракопис и го насловил како, okay, 62 years in the highest university, новиот наслов што му го дал на ракописот гласил 62 години на највисокиот универзитет. he said so, G.B. Starr said so. Значи, авторот на овој текст, G.B. Starr, во тој ракопис го вели следното. Сестра Вајт беше присутна и секојдневно го покажуваше своето влијание преку одлучувачки зборови, презентирајќи ја оваа тема. Таа изјави дека тоа го означи почетокот на позниот дожд
и гласниот вик на третата ангелска вест. Now we have the fifth Adventist who was living in that time and who understood that the latter rain and the loud cry were present both. Еве сега гледаме еден пети поред адвентист од тоа време кој што бил свесен и разбирал дека позниот дожд почнал да се излева уште во тоа време, односно дека гласниот вик започнал уште во тоа време. They understood that this message must go into the world. Сите тие разбрале дека оваа порака треба да биде пренесена, разгласена по светот, And that it is their duty to do this. И дека е нивна должност да го направат тоа. Now it's time for us. Сега е времето за нас. To understand the importance of the righteousness of Christ received by faith. Да ја разбереме важноста на Христовата праведност, која што се прима преку вера. To understand what it means. Да разбереме што таа представува, што таа значи. Through the power of the Holy Spirit to live it. Да можеме да ја живееме преку силата на Светиот Дух. And to bring it to the world. И да ја пренесеме на светот. Indeed, it is time to stop looking at TV. Навистина е време да престанеме да гледаме телевизија. We have a better job to do. Имаме подобро дело. Indeed, it is time for us do not lose our precious hours of the day. Навистина е време да разбереме дека не треба да ги трошиме драгоцените мигови во текот на денот, but to prepare for this work. Туку да се подготвиме за ова дело. Indeed, the time has come for us. Навистина дојдено е времето за нас to work now for the kingdom of God. Да работиме денес за Божјото царство. For the preaching of righteousness of Christ. Проповедајќи ја Христовата праведност. If you are working as an engineer, ако например работите како инженер, you must use your position to speak about Christ's righteousness and the end of time. Треба да го искористите таа ваша позиција, тоа работно место, за да проповедате, да сведочите за Христовата праведност и за неговото доаѓање, за крајот на времето. If you are working in a school, it is time to say the same thing. Ако работите во училиште, време е да го правите истото таму. If you are working in a hospital, it is time to do the same thing. Во болница, време е и таму да почнете да го правите истото. If you are retired, ако сте пак пензионирани, you can go to the market to do the same thing. Може да одите на пазар и таму да го правите истото. If you are living a business, ако водите бизнес, you should do this only for one purpose. Ова треба да го правите само со една единствена цел. Understanding and preaching the righteousness of Christ. Да разберете прво вие и потоа да ја проповедате Христовата праведност. May God help you, everybody of you from here, be helped by God to understand this time in which we are living and our responsibilities. Дека Господ ви помогне секој еден од вас овдека да го разбереме времето во кое што живееме и одговорноста на секој еден од нас.